Можно е олабавување на рестриктивните мерки доколку продолжи намалувањето на заразени од COVID-19. Вчерашната ковид статистика покажала пат на бројот на ново заразени за 3 до 4%. И министерот за економија Крешник Бектеши најави можно олабавување на мерките, но доколку граѓаните и угостителските објекти продолжат да ги почитуваат протоколите. Ги прашавме струмичани што тие мислат доколку се донесат нови мерки и колку тие ги почитуваат сегашните мерки. Значи, можно е олабавување на рестриктивните мерки, вака е најавено вчера. Што мислите вие, треба се почитува, колку се почитуваат сегашните протоколи и мерки и мислите ли дека стварно треба да се донесе некое олабавување на мерки? Мерките се почитуваат и мислам да треба да ги олабават мерките. Мислите ли дека треба можеби и тие што не се вакцинирани да влегуваат во угостителските објекти или? Да, мислам да треба. Нема потреба од тоа. Значи, јас сум поборник на природниот имунитет и сум поборник на укинување на мерките. Мене тоа не ми значи ништо, мене ми значи само уопште, значи што треба да се, кога се ослободат, да ми ги зачуват моите граѓански права, ништо друго. Дали ќе оде некој во кафани, дали ќе оде во кафичи, тоа е личен избор на секој, како што е личен избор и како ќе се понаша, значи, уопште. Така да обавезно олабавување на мерките и враќање на старите норми, животни норми. Па се почитуваат протоколите, кој сака да ги почитува. Треба да се вакцинираме и тоа е тоа. Секој сам треба да се штити. Не. Зашто? Зашто? Затоа што е превентива. Јас го извадив затоа што е мокро од пот. Малку да се излуфтирам, иначе не треба олабавување. Се додека не дојдеме до некоја разумна бројка. Според министерот Крешник Бектеши, ако сите ги почитуваме мерките, бројките ќе паднат и ќе има можност за олабавување. Убеден сум дека ќе има олеснување во зимскиот период, ако вака се почитуваат мерките како сега, и од страна на угостителските објекти, и од страна на граѓаните, но не можам да кажам дали ќе се укинат, истакна Бектеши. Инаку во борбата против COVID-19, од вчера кај нас достапна е трета доза вакцина за здравствените работници, граѓаните над 60 години и лицата кои имаат имунокомпромитирана здравствена состојба, а кај кои има поминато 6 месеци од примената ревакцина. Трета доза вакцина може да примат и граѓаните кои се вакцинирале во странство.